Општина Куманово набави 3 возила кои што имаат специјална намена за чистење на снегот во зимски услови. Возилата за зимско одржување на улиците општината ги набави со сопствени средства преку долгорочно задолжување од Светска банка, информира градоначалникот Максим Димитриевски. Тој посочува дека Куманово ќе биде поделено на 3 зони, а распишан е јавен тендер за избор на економски оператор за зимско одржување на улиците. Вкупниот износ на средства кои што ги користиме во минатото за зимско одржување во моментов се преполовени и се доделени на јавното предпријатие Чистота и зеленило. Тие средства јавното предпријатие Чистота и зеленило ќе ги користи дел за одржување на јавните прометни површини, тротоарите во централно градско подрачје во близина на училиштата и дополнително дел од средствата за обезбедување на дополнителни материјали за зимско одржување, првенствено тоа е сол. Среќан сум што конечно опремата која што ја обезбедиме од сопствени средства со долгорочно задолжување од Светска банка е веќе пристигната. Таа ни е ставена на располагање. Ќе се носат одлуки за истата да биде доделена на јавното предпријатие, дополнително да се регистрираат возилата, нивна промоција, кога ќе бидат комплетирани со целата дополнителна опрема и ќе биде ставена во функција. Куманово ќе има најдобрата опрема за зимско одржување. Не било случај до сега да посетуваме таква опрема. Освен новите возила, кумановските предпријатија имаат и друга опрема со која ќе се спроведува зимското одржување. А она што сакам да го напоменаме дека зимското одржување нема да имаме капацитет сами да го одржуваме во цело, значи поделен е градот на 3 реони, прва, втора и трета зона, ќе мора да користиме и дополнителен оператор кој што го имаме користено до сега, но сепак сметам дека ќе обезбедиме над 50% заштита во делот кај што ги дадовме средствата на нашите јавно предпријатие. Специјалните возила и работните машини се дел од подзаем со Министерството за финансии во рамките на средствата обезбедени со проектот Подобрување на општинските услуги, финансиски поддржан со заем од Светска банка во висина од 63.754.000 денари со цел финансирање на капитален проект, односно набавка на 12 возила за 4 јавни предпријатија.